Конечно се укина образованието по Кембридж, а новата влада на негово место воведе образование по Варна и Златни песоци. Јелица Алфета повеќе на темата. Програма по Варна и Златни песоци. Секој кој што сака може да дознае повеќе за последните научни откритија од историјата. Со нас е професорот Јордан Хаджи Богатинов. Професор Јоци е сасвим видете да ви кажам, оваа програма за доживотно учење беше преку потребна. Иако сум јас овде не пол месец, јас трагам од себе. Да речеме, нас во школа не учева дека ние наводно сме стигнале од позади Карпатите сме дошле. Како? Ве прашувам јас. Преку Дунав со цевки сме дишеле. Пластични цевки, па пластика воопшто и немало тогаш. И благодарение на овие нови книги, нови ние се потврдува дека ние сме автохтона население од овде. Практично од нас потекнува и целата бела раса на ширум планетата и така натаму и така натаму. Мислам, се молам, кој може да пешачи бре толку од позади Карпатите? Мислам, на што личи тоа Наставата се одвива во сите училишта низ Македонија. Вчерашни има ексклузивна шанса да посетат еден од часовите кои се изведуваат според наставната програма по Варна и Златни песоци. Значи, во периодот од 1941 до 1945 на територија на Република Македонија многу масовно почнале да идат излетници во шумите, тогаш тие популарно биле наречени партизани. И во тој период тие во шумите што правеле? Собирале вргањ? Одлично, собирале вргањ, собирале шумски јагоди, листичарка и други видови на печурки, при што во ноќните часови кога ќе легнат, тие гледале во звездите и така настанала онаа популарна петокрака на нивните капи. Нашите репортери имаа шанса и да разговараат со некои од учесниците на овие наставни програми. Како се чувствувате сега откако ви се отворија очите? Благодаря за въпроса. Усещам се много по-хубаво, много по-добре. Просто като нов човек. Мерси. Благодаря за одговора. Студио? Добро, и македонски и бугарски звучи исто, битно се зближивме.